Сушата и високите температури причина за пожари на повеќе локации во Полошкиот регион. Се уште е активен пожарот кај Вратница во општина Јагуновце. Огнот кој се приближил и кон селото Беловиште изгорел по голема површина со висока букова и чамова шума. Заради тешко пристапниот терен, гаснењето се врши отежнато. Од Центарот за управување со кризи информираат дека опожарениот простор кај селото Церово во општина Желино утрово е локализиран. Пожарот кај село Вратница, општина Јагуновце, се уште активен. Изгорена е поголема површина со висока букова и дел чамова шума. Пожарот се приближил кон селото Вратница, се шири кон село Беловиште. Интервенираат вработени од шумското стопанство, Лешница, Тетово и местното население, но заради тешко пристапниот терен гаснењето отежнато. Според известување од шумското стопанство Лешница, пожарот на село Церово, општина Желино е локализиран. Шумска површина гори и на гостиварското подрачје. Вчера попладне пожари избувнали над селото Неготино. Опожарени се над 57.000 метри квадратни нискостеблеста и мешана шума. Со интервенција на жителите од Неготино и од соседното село Добридол, како и на гостиварската противпожарна служба, ноќеска по полноќ огнот делумно бил локализиран. Локализиран е пожарот кој неколку дена беснееше во Националниот парк Маврово. Пожарот кај местото викано Чапкрник во Националниот парк Маврово е локализиран, а теренот го контролираат вработени од Националниот парк. Пожарот кај селата Неготино и Добридол во општина Врапчиште е во фаза на целосно локализирање и контролирање. Со истиот зафатена е нискостеблеста дабова шума и остатоци од сечи. Од утрото на истиот интервенираат 10 припадници од Дирекцијата за заштита и спасување Гостивар. Пожарот кај село Митрови Крсти, општина Гостивар, делумно е локализиран, додека на другите делови и понатака се гасне. Зафатена е нискостеблеста дабова шума и остатоци од сеча. На пожарот интервенираат вработени од шумското стопанство Шар Гостивар и припадници од Дирекцијата за заштита и спасување Гостивар. Се очекува пожарот наскоро целосно да биде локализиран. Иако од општина Јагуновце побарале воздушна интервенција, опожарената шумска површина ја гаси местното население и шумското стопанство Лешница. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до граѓаните да бидат крајно внимателни кога работат или се движат на отворен простор.